Петнаесет години форум на жени на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. 15 години заедничка битка за родова еднаквост и еднакви можности. 15 години борба за човекови права. По 15 години осмомартовски крик за слобода и демократија. Елеонора Петрова Митевска, неуморниот борец за жените, нивните права и слободата. Само ваква енергија може да донесе до некакви промени. Само ваква енергија, не само женска, овдека ви има од двата пола, може да направи промена во Република Македонија. Што сите ја очекуваме. Се надевам дека ова ќе биде иницијалната кап, не да се вратат оние денови со силен активизам, не да се врати убедување на граѓаните, бидејќи граѓаните се веќе убедени. Меѓутоа треба да се направи нешто што ќе донесе до промена и што сите ја очекуваат во Република Македонија. Јас се надевам дека жените рамо до рамо со своите машки колеги навистина тоа ќе го направат, ќе го прават и во иднина. Јас сум Катерина Цаневска, новинар, а не како што пред 2 години колегите во наводници од Сител ме нарекоа копиле, платеник, соросоид. Оваа папка, која што ја добив пред некој ден, докажува кој во Република Македонија е соросоид, кој бил платеник, кој соработувал со странските служби. Во оваа папка се моите прислушкувани разговори. Со оваа папка власта, како и 100 новинари што се во прислушкувани, не нарече државни непријатели број 1. Па сакам да знам зошто, од кои причини власта мене ме прислушкувала. Зошто сакала да знае со кого контактирам, со кого договарам, кои ми се извори на информации. Јас не сум новинар кој што сум дозволила некој да ми уредува вести, нити пак сум договарала со некого тендер за здравството за мојата мајка. Секојдневно знаете дека ако излеземе на протест, ако кажеме нешто, не заокружуваат, не етикетираат, ни се закануваат. Ние сме биле соросоиди, а тие биле новинаришта, тие биле независни новинари. Тоа го кажуваат на нивните медиуми, на нивните портали, само затоа што, например, како што ви реков на ладата, бидејќи говорев против неслободата и против цензурата, ме нарекоа со секакви погрдни зборови. Еден министер дури се закануваше со мојата ќерка што ќе и прави и како ќе прави. Тие разговори сакам да излезат во јавноста, бидејќи јас навистина немам што да кријам. Тие треба да знаат, тие знаат најдобро што кријат, бидејќи во медиумите кај што сум работела, па дури во Македонската радиотелевизија, еве тука и нашиот председател, може слободно да кажам, Стево Пендаровски, кој што предмалку ме подсети дека можеби првото интервју што го правел за Македонската телевизија. Верувајте, дури во Македонската телевизија, за кој некој велат дека не смее ништо да се каже, во тој јавен сервис се говореше многу послободно отколку што се говори сега. А знаете зошто ја затворија и Ја1 телевизија, зошто ги затворија весниците? Бидејќи на власта не и се допаѓаше кога ќе ја чујат вистината. Бидејќи ние не бевме разгласна станица или огласна табла на владата и на ВМРО ДПМН. Сега, за да не им дадеме легитимитет, единствено нешто што можеме да направиме е она копче од далечинското на сите телевизори да го исклучиме, за да не ја слушаме нивната лага, да не ги слушаме нивните спинови, да не ги слушаме манипулациите, туку како што пишува на неколку графити во Скопје, исклучи Сител, вклучи мозок. Сега би сакала да кажам збор два за нешто што мене навистина ме боли, бидејќи таму сум израсната и таму ги стекнував првите чекори во новинарството. Тоа е оној јад што сега се нарекува јавен сервис или Македонска радиотелевизија. Ако овие приватниве имаат право да имаат собствена уредувачка политика, јавниот сервис го нема тоа право. За јавниот сервис сите плаќаме и тие треба и да образуваат, и да забавуваат, и да информираат, а не да манипулираат и лажат како што го прават сега тоа.
за уредниците и новинарите, водителите и репортерите кои што се сега во македонската телевизија, не се срамат од она што го објавуваат. Зарем не се срамат дека дневникот на македонската телевизија е се освен дневник. Таму има се освен вести. Затоа некој прашуваше како ги бирале уредниците и новинарите сега. Па јас мислам дека на огласот каде што било напишале менувам чест и професионалност за пари. И што мислат тие колеги? Каде ќе одат кога оваа власт ќе падне? А секоја власт паѓа, знаеме. Значи, колку и да се држат, како и да владеат, оваа власт ќе падне еден ден. Што ќе бидат тие после тоа? И пак би ги прашала, кој им дозволува да ги троши парите кои што сите ние ги плаќаме за македонската телевизија? Еве еден податок има дека за оваа 2015 година 14 милиони евра ќе бидат потрошени само за македонската радиотелевизија преку радиодифузната претплата. Владата исто ќе додаде свои 2 милиони евра. И зашто ги трошиме тие пари? За некој да не лаже? Не е тоа функцијата на јавниот сервис. За нив, за жал, беше дека бројот на козите во Македонија расте. Но не беше вест вистината за Тамара. Не е вест прислушкуваните разговори. Не чувме ниту еден од прислушкуваните разговори. За нив не е вест ниту револтираните хонорарци, ниту студентскиот пленум. Затоа, колеги, до кога ќе глумите новинари и демократи, а ќе пропагирате гебелштина? За тоа ниту сте формирани, ниту пак имате право да го правите на тоа. И би кажала, иако бројот на козите може би во Македонија расте, народот веќе не е овца и не молчи. 15 години форум на жени на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. 15 години заедничка битка за родова еднаквост и еднакви можности. 15 години борба за човекови права. Никогаш досега не било вака како што е во моментот. Грубо кршење на човековите права, груба дискриминација, неефикасни институции. Слушам, покренале постапки против нашиот председател Зоран Заев за пуч. Кои? Тие институции кои што не најдоа сила да ги заштитат нашите човекови права? Тие институции кои што кога треба да се достават судски покани до носители на власта не им ја знаат адресата и не може да се води постапката против нив? Тие институции кои што за клевета и навреда изречена наводно од луѓе кои што мислат поинаку од власта изрекуваат огромни надомести кои што треба да ја компензира душевната болка која што властодржците ја чувствуваат, а оние кои што изрекуваат говор на омраза од редовите на власта за институциите не направиле ништо. Ние немаме институции кои што се способни во моментот да воспостават владење на право. Но да бидеме искрени дека институциите ги прават луѓето, нивната професионалност, односно непрофесионалност, нивниот капацитет да се спротивстават на притисоците на власта. Затоа една од најтешките задачи на новата власт по паѓањето на овој систем кој што веќе не е ни систем, ова е систем на злодело, ќе биде воспоставување на институции кои што ќе бидат спремни да ги заштитат човековите права и да го вратат владењето на правото во Република Македонија. Затоа нас ни е потребен целосен нов пресврт во односот кон човековите права и градење на институционални капацитети за нивна ефикасна заштита и одговорност за сите оние кои што ги прекршиле човековите права. Мора да ја вратиме довербата кај граѓаните дека власта мора да биде чувар на човековите права. Во таа насока и проектот Вистината на Македонија. Го слушам Груевски во една изјава, вели дека Зоран Заев бил камиказа. Бидејќи Груевски сака да објаснува термини, имавме една прилика да го слушнеме како ни објаснуваше што значело постскриптум, јас ќе го потсетам дека зборот камиказа има две значења. Во првото значење, камиказа значи пилот, самоубиец, кој што имал задача заедно со авионот да удри во целта. Значи, за да ја погоди целта, спремен бил и да го жртвува сопствениот живот.
второто значење, зборот камиказа значи божествен, свет, ветар. Божествен бил тајфунот кој што во 1281 година го уништил најголемиот дел од монголската воена флота која што планирала да ја завземе Јапонија. Да му порачаме на Груевски дека Заев е камиказа во вторава смисла на зборот. 15 години форум на жени на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. 15 години заедничка битка за родова еднаквост и еднакви можности. 15 години борба за човекови права.